101 приказна за волшебства и авантури. Трета приказна. Пегас и Белерфон, старограчки мит. Пегас беше прекрасен крилест коњ кој живееше на планината Олимп. Тој леташе по небото секој ден за да ги пренесува Зевсовите молни. Зевс беше кралот на сите богови. Ниту еден смртник никогаш не можеше да го јава Пегас се додека не се појави принцот Белерфон. Тој ќе биде моето тајно оружје против Химера, рече јунакот. Белерофон имаше задача да го убие легендарното чудовиште. Химера имаше тело на коза, глава на лав и змиска опашка. Таа блуеше оган и имаше убиено многу јунаци. Белерофон не знаеше како да го фати Пегас, па ја замоли божицата Атена за помош. Таа му дојде насон и му шепна: "Семи ги овие златни узди и оди кај изворот Пирен. Кога Пегас ќе слета за да пие од водата, стави му ги околу вратот и јавни го." Кога Белерофон се разбуди, ги најде покрај себе уздите, подарокот од Атена, па замина онаму каде што му кажа божицата. Таму беше многу изненаден кога го виде крилестиот коњ како спокојно си пие. Белерофон нечујно му се прикраде и ги стави уздите околу неговиот врат. Потоа го јавни. Животното не се вознемири и не го отфрли. Тие само одлета. Им престоеше опасна авантура. Доколку сакате да ги прочитате другите приказни, оваа книга можете да ја набавите во Просветно дело.